Ние сакаме оваа мила земја Македонија и во Европската Унија и НАТО, но сепак ова не зависи од нас, туку од тие што треба да одлучат. Ова е само една од пораките кои денеска ги упати грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, посредбата со неговиот колега Никола Димитров. Кодзијас порача дека досегашното искуство, позитивно а и негативно како членка на Европската Унија и на НАТО, ќе го сподели со цел да ја помогне на земјава. Со Никос имавме отворен и долг разговор по прашања од заемен интерес и мислам дека дадовме значителен придонес кон градењето на добра соседската политика. Разговаравме за процесот, за како ќе се одвива процесот, за методот, за модалитетите. Меѓутоа разговаравме и за тоа што се точно интересите и грижите на двете страни по ова прашање, со цел да има поголемо разбирање во однос на тоа како едната страна го перцепира проблемот, како другата страна го перцепира проблемот. Димитров пак посочи дека имал отворен и долг разговор со Кодзијас за прашања од заеднички интереси и додаде дека владата нема скриени агенди, туку ги реафирмира приоритетите на надворешната политика, вклучувајќи добрососедски односи и регионална соработка. Покрај ова тој посочи дека очекува помош и поддршка од соседна Грција во евроатлантските интеграции. Што се однесува до НАТО, постојат одлуките од Букурешт и со тие одлуки и нивното реализирање оваа земја ќе стане член на НАТО. Како сега ќе се реализират тие одлуки на НАТО, тоа не зависи од нас, зависи од тие што треба да одлучат. Ние сакаме оваа мила наша северна земја и во НАТО и во Европска Унија. Но ќе треба се до тоа врз основа на правилата и предусловите да се оствари на Европска Унија и на НАТО. И јас мислам дека државата кај што се наоѓам денес, постоje и европско лидерство, и европска влада, и европска перспектива. Но елемент на европската перспектива е да се почитуваат одлуките и правилата и правилниците. Не е моје прашање тоа. Кодзијас меѓу другото упати позитивни пораки и очекувања за продлабочување на добрососедските односи, за решавање на долгогодишниот спор околу името, за дополнително развивање на економијата која што ги поврзуваат двете земји, за меѓугранична соработка како и меѓу универзитетите и академиите. Од МНР тој замина на средба со премиерот Зоран Заев во владата. Во писменото соопштение од кабинетот на Заев стои дека и двајцата изразиле заедничка определба за продлабочување на довербата помеѓу двете страни, низ принципиелни односи и меѓусебна грижа за интересите на двете држави и на народите во нив. Според Заев, само позитивен пристап во решавањето на отворените прашања меѓу државите со меѓусебно почитување и разбирање е иднината. Кодзијас пак и пред Заев повторил дека Грција ќе ја поддржи Македонија во евроатлантските аспирации. Грчкиот министер се сретна и со вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Градењето меѓусебна доверба и воспоставување блиски и пријателски односи како основа за решавање на проблемот е заклучокот од нивната средба. The confidence building I consider important not only for having good relations, but also for founding ground for mutual solution to our imminent need for joining, first of all, NATO and European Union as well. That the most important thing is to find in our deep heart the willingness to find solution all our problems. We are giving our support to our north neighbor who is a friend of us, a neighbor which we want to be instabilized, to be in security, to find a way to come to the Euro-Atlantic structures. You have all our support, then I believe. Кодзијас со набиена агенда на средби ќе ја заокружи посетата на Скопје. Ќе се види со претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, со собранискиот спикер Талат Џафери како и со лидерот на ДУИ Али Ахмети.